Најновиот извештај на Државниот завод за ревизија, кој обелудени милионски долгови и доцнење на фондот за пензиско и инвалидско осигурување кон приватните пензиски друштва и здравствениот сектор, како и проекциите на гувернерот Трајко Славески за несигурната иднина на идните пензионери, предизвика сериозни бранувања и загриженост во јавноста околу долгорочната стабилност на пензискиот систем. Спас од ваквата состојба, економскиот аналитичар и поранешен министер за финансии Кирил Миновски гледа во реформа на пензискиот систем. Тој објаснува дека би требало да го следиме примерот на Хрватска, која веќе го напушта системот со 3 пензиски фондови. Според него, голема е веројатноста во иднина да се исцрпат средствата од вториот пензиски фонд, а младите кои уплатувале да бидат вратени во првиот столб, а со тоа да им биде загарантирана само минимална пензија. Реформите кои што беа направени во 2004 година со воведувањето на тростолбиот пензиски систем, во кој што се сметаше дека со воведувањето на задолжителното капитално пензиско осигурување, средствата на осигурениците ќе бидат оплодувани на начин што ќе се обезбедат одржливи пензии, се покажа дека од оваа временска дистанца не се оплодуваат во доволна мера и голем дел од државите кои што ги применија истите тристолбни реформи веќе ги напушти. Еден од примерите е Полска, исто така во Хрватска се случи. Решенијата не се едноставни, оние кои што се применуваа решенија, например во Полска, одеа во делот на национализација на овие пензиски, на приватни пензиски фондови, а додека во Хрватска се примени еден модел на доброволност. Според законските правила, доколку збирот од двата столба е под најниската пензија, државата има обврска да ја покрие разликата. Сепак, иако бројките за буџетскиот дефицит на фондот изгледаат алармантно, директорот на ПИОМ Никола Мемов во изјава за Канал 5 смируваше дека граѓаните немаат причина за паника. Еден дел од средствата во пензиите на идните пензионери ќе ги обезбеди првиот столб, тоа е ПИОМ, а другиот дел ќе се обезбедат од пензиските друштва, односно од вториот столб. Доколку двете суми, средствата од двата извора, кога ќе се спојат, сумата е под минималната пензија, тогаш владата го гарантира минималната пензија и таа ќе биде сервисирана од фондот на ПИОМ. Официјалната бројка од извештајот на Државниот завод за ревизија вели дека буџетската дупка во ПИОМ изнесува 36,71%. Според официјалните податоци објавени од ревизорите, во текот на последната фискална година, изворните приходи од придонеси изнесувале 1 милиарда и 160 милиони евра, додека расходите за пензии надминале 1 милиарда и 47 милиони евра.